Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Рек Битола веќе неколку дена е во колапс заради криминалните сделки и тендери на ВМРО ДПМНЕ. Она што се случува во Рек Битола не е никаква саботажа, туку корупција од епски размери и местење на тендери за неспособните партиски фирми. Тоа е саботажа врз државата и системот од страна на ДПМНЕ. Суштината на скандалот е следна. Новото раководство на Рек Битола, поставено од владата на ВМРО ДПМНЕ и лично блиско до премиерот Мицковски, подпишало рамковна спогодба вредна 150 милиони денари за чистење со фантомска фирма без ниту еден вработен. Компанија без техничка опрема, без кадар и без искуство. А како шлаг на тортата е тоа што управителот неофицијално е молер со кривична историја во Германија. Во случајот се случува хаварија во Рек Битола, односно пожар. Блоковите испаѓаат од мрежа, а ЕСМ веднаш излегува со термин саботажа. Но висинската саботажа е од страна на директорите, кои наместо да ангажираат сериозна фирма која треба да ги испорача условите за кои склучила договор од фантастични 2,5 милиони евра, тие ги тераат работниците сами да чистат, без соодветна опрема, без опис на работно место и без дополнителен надомест. Како точно е овој тендер наместен? Рек распишува оглас со брутално прецизни и тешки услови за понудувачите. Бараат минимум 330 ангажирани работници, тешка механизација и логистика 24/7 за интервенции, но сето тоа само на хартија. Во реалноста добила компанија која не може да ги исполни ни 1% од тие услови. Односно, наместо да ги има вработените и опремата, фирмата склучила договор дека ако го добие тендерот, ќе ги обезбеди истите. Ова е скандал од невидени размери. Фирмата во меѓувреме не успеала да ги обезбеди потребните капацитети, иако договорот е потпишен. Па сега самите вработени во Рек мора да чистат. Го прашува Мицковски, кој ќе одговара? Кој ја подпишал оваа рамковна спогодба? Кој дозволил оваа фирма воопшто да влезе во процедура? Зошто јавноста е лажена и зошто документите се кријат? Дали ЕСМ ќе активира банкарската гаранција за неспроведените оврски? Наместо одговорност, гледаме партизација на институциите и целосно поигрување со системот кој треба да обезбеди струја за граѓаните. Додека блоковите на Рек стојат нечисти, струја ќе увезуваме и ќе ја плаќаме поскапо, а некои ќе профитираат. Повторно истите, блиските до Мицковски. Го повикуваме јавното обвинителство, Државната комисија за спречување на корупција, Државниот завод за ревизија веднаш да отворат постапки. СДСМ секој ден ќе бара одговорност за овој скандал.